Што се купува на лизинг? Колкав е уделот на оваа финансиска услуга? Каква е регулативата и што може да се подобри? Разговараме со Маријан Манчев, директор на Шпаркасе лизинг и председател на Асоциација на лизинг во Македонија. Добар ден и добро дојдовте во Финсайт. Добро е, најдов. Ви благодарам за поканата да гостувам во вашата емисија и да ви посакам добро дојде во просториите на Шпаркасе лизинг. Ви благодарам. Може ли да ни кажете колка е учеството на лизинг компаниите во земјава? Па, за да се одговори на тоа прашање, чисто да напоменам дека лизинг индустријата во Македонија ги опфаќа повеќе сектори. Не се само лично се врзува со патничките автомобили, меѓутоа лизинг индустријата во Македонија опфаќа и други индустрии од типот на тешки финансирање на тешки товарни возила, опрема, па дури и фотоволтаици и секаква друга, да кажам, опрема за користење и во медицина и во фабрики. Меѓутоа, најчесто, претпоставам за тоа и ви е прашањето, се врзува со патничките возила, за тоа има и најмногу информација, со статистички податоци, иако баш и не може да се пофалиме како држава во делот на лизингот дека имаме точни статистички податоци, но сепак одговарајќи на прашањето, по наши некои калкулации, значи лизингот опфаќа отприлика 40% од сите продадени нови автомобили во Македонија, што е, да кажеме, процент кој за луѓето што се надвор од индустријата ќе биде релативно висок. Меѓутоа, ние со години што работиме во индустријата, го следиме тој процент, постојано го зголемуваме и очигледно дека и побарувачката се зголемува и има простор за ширење на лизингот во рамки на, да кажеме, вкупната продажба на автомобили, меѓутоа се зголемува од она што гледаме, тоа морам да го напоменам и во останатите делови, во останатите сектори, посебно во опремата и во продажбата на тешки товарни возила, пред се камиони и влечни уреди. Споменавте нема точна статистика. Јас последните податоци кои што ги видов од Царинската управа говорат дека од јануари до септември во земјава влегле речиси 50.000 увезени возила. Меѓутоа, од нив нови се 9.500, додека половни на 33.000. Так. Оваа статистика точна или не е точна? Па во неколку наврати имам јас лично реагирано за тоа, па дури имаме како асоциација реагирано и до Царинската управа, од она што го гледаме на пазарот и што разговараме со бројните дилери, оваа бројка што се јавува во Царинската управа, посебно сега зборувам за делот за нови возила, нови автомобили, е превисока во однос на она што се случува на теренот. Вие сте спомнавте бројката околу 9.500 возила, закон што со 9 месец што се последните податоци од Царинска управа. Нашите податоци што ние ги добиваме во соработка со партнери надвор од државата, да кажем и во контакти со дилерите, говорат за некоја цифра од околу 5.500 возила. Значи зборам за патнички околу 600-700 лесни комерцијални возила. Значи тука имаме еден сериозен расчекор помеѓу бројката од Царинската управа и она што се јавува на пазарот за нови возила. А зошто се разликуваат бројките? Тука имаме само, да кажам, немаме точни информации, значи додека сигурно ако имаше точни ќе се поправеше, меѓутоа од она што ние го гледаме, што во таа статистика на Царинска управа во бројка на продадени возила влегуваат не само патнички возила, него влегуваат мотоцикли, АТВ, останата приклучна механизација, која што ја дува цифрата и испаѓа дека во Македонија се продаваат многу повеќе возила што де факто е. Она што е како некоја бројка што ја имаме, ние во изминативе години зборуваме за некој 7.000, отприлика 7.000 возила што се продаваат на нашиот пазар и таа бројка отприлика е флет во изминативе години. Може има некои благи покачувања со оглед дека, односно покачување плюс минус, меѓутоа во најголем дел зависи дали некоја поголема флота влегла на пазарот таа година или не, меѓутоа тука сме прилика со бројките. Ако Царинската управа говори за бројка од 9.500, вие за 5.000 нови возила, над 33.000 половни. Нели се фрапантни овие бројки? Дали кршот од Европа, кој што е стар 20-30 години, завршува кај нас? Реално и така е, ако гледаме, значи ние немаме се уште некакви ограничувачки фактори како држава со кои што навистина ќе го ограничиме увозот или ќе го ставиме во некакви рамки. Да, постојат ограничувања, меѓутоа тие ограничувања лесно се заобиколуваат и тоа сите сме свесни на пазарите. Нас како компании, иако од една страна како лизинг компании
може ни одговара зголемената бројка на возила, ете можно за ново финансирање, меѓутоа ние мора да се грижиме за средството, значи ние мора да знаеме дека тоа што го финансираме е квалитетно, добро, а да бидам искрен, поголемиот дел од возила што се увезуваат се постари од 15-16 години, што значи не одговараат дури ние да ги финансираме. Во тој правец и ние превзимаме иницијативи, работиме и со дилерите за иницијатива за, да кажеме, ограничување на тој увоз на половни возила и стимулирање на поголем увоз на нови возила, пред се електрични, да кажеме, во така, и докаде е таа иницијатива? Ете, државата имаше една иницијатива, меѓутоа се уште не се реализира. Да плаќаат поскапо тие што повеќе загадуваат при регистрација на возилата. Меѓутоа, видете, во Македонија се уште возилата се третираат, имаат статус на луксус. Новите возила. Имаме многу коментари од клиенти, од луѓе што биле во околината, во околните земји, да кажеме Србија, Хрватска, што коментираат дека возилата таму се поевтини отколку во Македонија. Точно е тоа? Тоа е точно, меѓутоа не е резултат дека тука дилерите енормно заработуваат, него едноставно давачките во Македонија се структурирани на таков начин што ја дигаат вкупната влезна цена кај дилерот. Значи ние имаме повеќе давачки на увезените возила. Од друга страна, па немаме никаков инсентив за увоз на возила. Ние сега зборуваме из цела Европа, слушате електрични возила, даночни олеснувања, други инсентиви им се даваат на граѓаните и на компаниите. Ние во Македонија организирано немаме никакво олеснување, да кажеме конкретно, или инсентив во пари, за да може луѓето да се стимулираат или фирмите да купуваат електрични возила. Кај нас најверојатно треба некаков олеснување даночно, воопшто ново возило да се купи, наместо да се оди ова што рековте старо по 20 години да се увезува, за да се малку исчисти возниот парк и да се намали таа бројка на старост на возила. Споменавте дека изминативе години драстично се зголемени цените. Колку се зголемени на запад во Европа, колку се покачени кај нас? Па видовме во изминативе неколку години инфлацијата сериозно удри во сите делови од економијата, значи по еден период, да кажеме, на стабилни цени од можеби повеќе од 10 години, во последните 2 до 3 години цените значително се зголемија. По некои статистики на Европската унија, сега тука би се задржал да бидам искрен со оглед дека, како што кажа, во Македонија немате точни статистики за да ги споредите овие покачувања, меѓутоа Европската унија има своји статистики. Некој комбиниран пораст на цени на автомобили е околу 40-41% за изминатите 3 години. Значи, версус од друга страна па комбинираната инфлација за истиот период е околу 23-24% за Европската унија, во Македонија околу 30-33%. Што значи, ова мислам дека го разговарав во друга прилика, и на европските граѓани им е потешко да дојдат до нов автомобил во овој период, а не само на македонските. Сега да се вратам на претходното прашање кога разговаравме, луѓето во Европската унија имаат бројни субвенции за набавка на возила, посебно за електрични. Во Македонија ние немавме. Овој сегмент е оставен без некаква поддршка со која што ќе може да се зголеми таа бројка на продадени возила. Сега настапуваме ние тука, финансиските институции, лизинг компаниите, затоа кажав и нашиот, да кажеме, удел во продажбата е зголемен. Она што можам да кажам дека ние им нудиме брзи, флексибилни решенија на луѓето со фокус на подобрување на нивниот кешфлоу во работењето. Така да мислам и дека нашата работа на пазарот, значи зборам и како Шпарка се лизинг, меѓутоа како индустрија со дилерите, со, да кажеме, едукација на луѓето, презентирање на производот што го нудиме и молеснуваме да дојдат до нов автомобил. Дали на лизинг граѓаните земаат и половни автомобили? Да. Значи со оглед на оваа бројка што ја кажавте, и таа мислам дека е горе-доле реално околу 30.000 возила што се увезуваат секоја година. Нудиме и лизинг на половни возила, со тоа што во секој случај гледаме квалитетот на возилото, старост на возилото, во секој случај тие имаат своја резидуална вредност, така да во секој случај тој дел го развиваме паралелно со финансирањето на нови возила, е дел од нашиот нормален бизнес сегмент. Колку криза во изминативе години ги предомислува граѓаните наместо нов да си купат половен автомобил? Па очигледно многу по бројките. Ако ги гледаме, сега ќе ви кажам една информација поврзана и со бројката самиот увоз и со финансирањето.
Лизингот, да кажеме, лизинг пазарот во Македонија вкупно за 2024 година финансискиот лизинг е околу 100 милиони евра. Само во Србија, нашата соседна земја, надмина 1 милиарда. Значи имаме 10-кратно... Меѓутоа Србија е поголема, дали... Па поголема е 3 до 4 пати. Значи очигледно има простор, не е само поврзано со бројката на жители, него е поврзано и со јачината на економијата и инвестициите кои што се прават. Сега, од една страна е влијанието дали ќе се земе нов или половен, тука сме ние. Ние што правиме? Лизинг компаниите овозможуваат со учеството што го имате вие или со средствата што ги планирате за купување на стар автомобил, да ви дојдат како учество за купување на нов автомобил. Со стариот автомобил сите знаат, почнуваат проблемите веднаш при купување. Новиот автомобил секогаш доаѓа со гаранција од 2, 3, 5, 10 години, така да тука сме ние да со нашата флексибилност да им овозможиме на граѓаните и на компаниите да дојдат до нови автомобили, зашто сметаме дека тоа е најдобро и од аспект на загадување и од аспект на економска ефикасност за самите граѓани и компании. Од тука морам да кажам дека структурата е многу интересна во лизингот. Кај нас, па и гледам во другите земји, преку 85% од побарувачката е од страна на компаниите, а само околу 15% од страна на физичките лица. Тука ги правиме анализите. Зашто е тоа така, да? Па, она што е најочигледно е висината на нето платите. Знаете, физичките лица, повеќето од нив, месечните приходи се од нето плата, сите имаат кредитни картички, потрошувачки кредити, нивото на задолженост е тоа и тие де факто не можат да зголемат својата задолженост за да си купат нов автомобил. И јас лично кога гледам дека бар кај нас дека се зголемува процентот на физички лица, ми е позитивна информација во однос и на тоа што се случува во економијата. Значи се зголемили и платите и можност да дојдат до нов автомобил. Ги споменавте кредитите. Според податоците на Народната банка, најзастапени се потрошувачки и стамбени, додека автомобилските секоја година се намалуваат. Ете, првите месеци бележат пад за 0,6%. Дали вие им ги земавте клиентите на банките? И зошто да земат кредит од банка или од лизинг компанија? Знаете, се мислат граѓаните. Ви го разбирам прашањето. Поврзано со автомобилските кредити, генерално лизингот како производ е далеку пофлексибилен и побрз во однос на автомобилските кредити. И тука за ова сведочат искуствата, да кажем, и од другите земји, поразвиените земји, каде што лизингот е број еден начин на финансирање на автомобили и подвижна опрема и камиони. Така да, банките, автомобилските кредити, како такви, они се структурирани во продукт кој што во рамки на банкарскиот сектор и во банкарската институција не може да има таа флексибилност и брзина што имаат лизинг компаниите. Условите од аспект на одобрување цена, каматна стапка се слични, така да луѓето преферираат лизинг компании. Она што е, да кажеме, конкуренција во делот на банкарскиот сектор на финансирањето по пат на лизинг се потрошувачките кредити. Тоа е и во останатите земји, значи не се автомобилските кредити, туку потрошувачките и револвинг кредитите кај компаниите. Зошто е тоа така? Кај нас се уште луѓето не сакаат или го сметаат, да кажеме, трошокот за каско осигурување за трошок што не би требало да го платат, иако во сегашно време со цените на возилата, на резервните делови, каското станува неопходност. Потрошувачките кредити ви се без обезбедување, да кажеме, се на износи веќе 30-40 евра, што многумина мислат дека тоа е прилика за користење. Меѓутоа, што викаме ние? Кога ќе земете вие потрошувачки кредит, како лице, вашата кредитна способност значително е нарушена за дополнително задолжување. А ако се земе на лизинг? Ако се земе за лизинг, вие го имате возилото, тука е друг начин на финансирање и ви останува можноста вие да се задолжите во банка за потрошувачки за некоја друга ваша потреба. Затоа што вие ако со потрошувачкиот кредит ќе купите возило, кога ќе ви треба готовина, вие не можете уште еден потрошувачки кредит да земете или многу потешко ќе биде. Така да тука лизингот стапува во игра, исто и ка компаниите. Компаниите обично купуваат дел од компаниите, да кажеме, спонтано со револвинг кредит, купуваат цел автомобил, што ние долго време работиме и како индустрија и како компанија на таа некоја финансиска едукација и на компаниите и на луѓето, дека првично што треба да гледаат е структурата на нивното задолжување.
Со компаниите работиме, еве барем во Шпарка се лизинг, повеќето од нашите колеги во продажба доаѓаат од банкарскиот сектор, може да видат разликата лизинг, кредит, да кажеме револвинг и така натаму. Секогаш разговараме со клиентите, посебно кај поскапи возила или камиони. Тоа што е подвижно, што може да го покриете со лизинг, го покривате со лизинг. Инвестиција во основни средства, револвинг, како ви треба за трајни обртни средства, го покривате со кредит. Значи, тука мора да има соодветна структура за таа компанија да биде профитабилна и да може да издржи. Нашите и луѓето и компаниите ги приметувам, многу сме фокусирани колкав е вкупниот трошок, колку нешто ќе не чини на крај. А не сме фокусирани на патот како тоа ќе го отплаќаме и на кој начин. И тука гледам доста проблеми се јавуваат кај луѓето. Значи им треба поголема едукација на сите, очигледно. Очигледно, значи тоа го гледаме постојано, па тоа е и едукација и повеќе информации, би кажал. И една од нашите задачи е токму тоа, кога разговараме, да објасниме зошто, кога ме прашувате зошто лизинг да се набави, јас кажувам многу ниско учество на почеток, можност планот на отплата да се направи по барање на клиентот, значи согласно неговиот деловен циклус, можност за целосна отплата, можност за балон отплата на крај. Значи, му ја штедиме доколку има потреба од ликвидност во текот на отплата, му правиме месечен ануитет што е низок за да може да издржи. Така да, тука се можни бројни комбинации во лизингот што има возможува на компаниите полесно да го пребродат следниот период. Знаеме бар по искуство дека во Македонија најголема болка кај компаниите барем е ликвидност. Така да Споменавте најмало учество, колку е тоа минимално учество и кога зборувавме за предностите на лизингот во споредба со банките, кажавте по краткото време на одобрување. Токму така. Да, може да ни кажете за колку време се одобруваат овие? Учеството зависи од компанијата, значи ние имаме финансирање по пат на лизинг и без учество. Значи може добро да ви напоменам тука покрај финансискиот имат и оперативен лизинг. Повеќето компании се поголема побарувачка во Македонија има оперативниот лизинг пред се full fleet management. Значи оперативен лизинг со целосно одржување. Странските компании, телеком компаниите, дистрибутерите, сите го сакаат тој начин затоа што земаат средство за работа, добиваат една фактура од наша страна, лесно го планираат, лесно го буџетираат, значи. Тоа им е буквално јас што кажувам, дел од компаниите нивните возила ги третираат како мобилни телефони. Имате договор на одреден период, го користите, го враќате, земате нов. Важно е да немате проблеми. Во однос на времето за одобрување, значи ние дури као компанија се рекламираме, значи буквално можеме реализација на лизинг барање да направиме во рок од 24 часа. Значи ги имаме, да кажем, и експертизата, и искуството, и соработката со дилерите, каде што одобрувањето оди релативно брзо. Значи збориме за повеќето од стандардните лизинг продукти. Така. Сега што може да се направи за да се подобри пазарното учество на лизинг компаниите? Дали треба да се промени регулативата? Дали треба некои, еве споменавте од другите европски држави, некои субвенции од државата? Каде гледате дека би можело да има раст? Вториот дел. Генерално субвенции од страна на државата би помогнало не само за лизинг пазарот, него за целокупната автоиндустрија во Македонија и на намалување на тој, да кажеме, многу долг век на користење на возила, пред се форсирање на електрични возила, на хибридни возила. Еве веќе има некои иницијативи поврзани со такси превозот за субвенционирање на електрични возила, што многу ме радува, што би требало да се склучат во наредниот период. Така да во тој дел, да кажеме, се надевам дека ќе има уште иницијативи. Ние како асоциација паралелно на тоа работиме и со поддршка на Министерство за финансии, работиме и на промена на законот за лизинг. Тука сме исто со поддршка на Европската банка за обнова и развој. Така да што барате да се промени во овој закон? Што е неефикасно во постојќето? Пазете, неколку делови се клучни што треба да се променат. Еве да кажеме најголемата забелешка што ја имаме ние како лизинг сектор е тоа што на нашата камата што ја пресметуваме, државата ни пресметува ДДВ. Значи се третира како нашиот бизнис се третира како услуга, значи се тарифира со ДДВ за разлика од банкарските камати кои што немаат ДДВ, осигурањата немаат ДДВ, така да тука е една болка, да кажеме, ние што имаме како лизинг
компании што мислиме дека со промената во голем дел, да кажеме, би се зголемил и нашиот удел и интересот на компаниите. Така да, покрај тоа се разбира, си имаме и други измени кои ги правиме во законот, односно самиот закон го прилагодуваме и на сегашните услови, меѓутоа и на она што е во Европската унија сега. Така, ги споменавте хибридните возила. Каде е еднината во автомобилскиот сектор и дали ако европските возила трократно им се зголеми цена во изминатите години, што се случува со кинеските? Дали тие ќе го преплават македонскиот пазар? Па во однос на хибридните, електричните, кинеските возила, тука неколку теми имаме. Очигледно дека европската аутоиндустрија си нанесе, или Европската унија и нанесе сериозен удар на европската автоиндустрија. Тоа ги гледаме во каква состојба се сите европски производители. Од друга страна, кинеските производители и со субвенции од државата и со развој на технологија сериозно пенетрираат и на европскиот пазар. И по она што гледаме, најверојатно можеби во некои следни 5 до 10 години кинеските производители ќе доминираат на европскиот пазар. Што се однесува до Македонија, ние гледаме секојдневно, постојано зголемување на број на кинески брендови кои што локалните застапници ги промовираат. Така да нивното учество се зголемува. Се уште срамежливо во Македонија, меѓутоа гледаме дека интенцијата е зголемување на бројка на кинески брендови. Сега вие во Кина имате преку 100 брендови автомобилски кои што се продаваат на тој пазар, дел од тие брендови се продаваат на пазарите на Европската унија и во Македонија. Така да не знам дали да кажам за жал, но европските производители се во сериозна криза да не можат да конкурираат на цените, па во скоро време и на квалитетот на кинеските возила што доаѓаат. Се подобрува квалитетот на кинеските или не се толку лоши, или пак ние сме навикнати само европски посебно германски да купуваме? Знаете како викам, едно е квалитет, кај електромоторот, тука веќе не е сложена машина како моторите со внатрешно согорување, значи тука веќе се израмнети работите, а во однос на луксузот, веќе луксуз кај нас што стана голем LED дисплеј да има возилото. Сите LED дисплеи се произведуваат во Кина, така да тука веќе за многу се измеша работите, се уште има тоа да кажам некоја одбивност од страна на луѓето кон кинески возила. Да, се уште не се на нивото, како што реков, на европските производители, меѓутоа брзо напредуваат и мислам дека тука самите регулативи што Европската унија им ги наметнува на локалните, на европските производители, ја крева нивната цена, ја крена цената на возилата, ги прави понедостапни за, да кажеме, граѓаните и за компаниите, а од друга страна напад на кинеските возила имате. Генерално ние сме тука да ги финансираме едните и другите, така да тоа е наша работа. Манчев, вие сте прв човек на Шпаркасе лизинг, може ли да кажете што може во иднина, кои се плановите за развој во овој сектор како групација? Шпаркасе лизинг веќе 16-та година е на македонскиот пазар. Успешно чекориме. Ние сме убедливо пазарен лидер во делот на финансирање по пат на лизинг, значи имаме близу 50% од пазарниот удел, значи на лизинг пазарот, но тоа не спречува постојано да нудиме иновации и да работиме на внатрешна оптимизација. Сепак, пред да кажам што се и нашите планови, она што е и цел на емисијата, нашата цел е да го се зголемува пазарот. Значи, доколку имаме ние мал пазар, без разлика дали и колкава е конкуренцијата, не можат да се остварат целите. Идејата е и со нашата активност и со активност на асоциацијата да се зголемува и пазарот на лизинг и пазарот на автомобили, за да може сите успешно да функционираме. Она што може да се очекува од нас како Шпаркасе лизинг е да продолжиме со континуираната борба за клиенти, борба за ефикасно услужување на нашите клиенти, корисничкото задоволство ни е број 1 и се разбира фокус кон она што се нарекува дигитализација или јас повеќе сакам да кажам автоматизација на процесите, затоа што гледаме дека веќе зголемениот обем на работа, па и во сите делови, не може да се покрива едноставно само со човечки ресурси, туку мора да се инвестира во модерни алатки. Тие модерни алатки не само што ќе зголемат ефикасноста во рамки на самата компанија, него ќе доведат до подобар фидбек од страна на компанијата до клиентите и онаа брзина на одобрување на услуга ќе биде уште подобра.
Јас ви благодарам на интервјуто. Се надевам дека во иднина ние како европејците ќе може на барем на 8 години, 8 до 10 да ги менуваме своите автомобили, па да земеме на лизинг возило и да го зголемиме вашиот удел. Ви благодарам на интервјуто. Благодарам и на вам за поканата.